Карпата која падна на меѓународниот пат за Бугарија во поплавите во февруари, се уште се заканува и демне врз главите на патниците кои транзитираат за крајниот исток од државава или за Бугарија. Надвисната над патот скоро 10 месеци, таа пишува неславни рекорди за Гинис, станување атракција и најавување го адреналинскиот пат кој води до крајниот исток. Вака на шега коментираат возачите кои предупредуваат дека патот и огромната карпа се опасни. Тој е најголем проблем на патот тука. Од убав пат, не е многу добар пато, дупки е се и одзгоре и скалите. Не знаеш што те чека и што може да падне одзгоре приликом позењето. Там стои. Нема кој да тргне, там е страх да замине. Па е опасно там. Ка погледа нагоре и ме страх ване. И това да се смакне, може нека кола да удари. Би требало да зема тоа побрже да се очисти. Ова е втор голем одрон на делницата од Истибања кон Македонска Каменица. Од лани од февруари стојат и одроните кои го направија меѓународниот пат еднонасочен. Никакви мерки не се презима, не само тука, него и подоле. Од двосмерен пат направија го едносмерен. Брзо се возе, брзо се... Господ да не чува и да не бране само. Од Македонија пат информира дека сите зафати на магистралниот пат Кочани Делчево се влезени во проектот за реконструкција на патот, чиј изведувач е Гранит, но иако беше најавено дека прво ќе се отстрануваат одроните, тие се уште стојат на патот за грозување безбедноста на патниците. Според најавите, реконструкцијата на оваа делница во должина од 31 км ќе ја чини државава 6 милиони евра, а треба да заврши за 18 месеци. Но кога ќе биде отстранета опасната карпа, за жал е неизвестно, а ризикот е преголем.